денеска беше соопштено дека се готови резултатите, меѓутоа еве имаме дека не се соопштуваат ниту од Институтот за јавно здравје, ниту од другите здравствени надлежни институции, тоа се остава на обвинителството, а обвинителството вели ние ќе ги објавиме, меѓутоа мора да се консултираме со со ИЈЗ. Зошто тоа се прави? Дали навистина таква е праксата или треба да се објави за да луѓето и здравствените работници знаат со што се соочуваат, што треба да лекуваат и како да постапат? Да, го чув ова. Јас ако земам од 73-та сум студент и се бавам баш инфекции уште како студент. Ваква работа нити сум чул, нити во светот. Иако многу глупости сме слушнале, особено за време на ковидот и од највисоките здравствени овако, меѓутоа ваква небулоза не случи. Значи, као прво, што ако обвинителството не побараше овако резултати лабораториски? Што правеа службите? Што прави Институтот за јавно здравје и Центарот за јавно здравје? Значи, водата во Гостивар, град со 30-40 жители, најмалку еднаш дневно се испитува. Без да каже обвинителството. При епидемија, уште од минатиот пред една недела, требаше да се земат копрокултури од пациентите. Значи, патот е да не да им каже обвинителството. Должност им е да откријат причината и изворот на заразата. Тоа се открива најчесто со тоа што кај пациентите, не знам, слушнав некоја смешна бројка од 12 примероци, замислете. На 3000 јавени и не знам колку хоспитализирани, минимум 100 примероци требаше да земат. И до сега да се види кој е причинителот, вирус ли е, бактерија, која, или е некој токсин, што е причина за оваа појава. Водата, ако е загадена фекално, нема да го најдеме причинителот во водата. Ќе најдеме дека има измешано, односно ќе најдеме Ешерихија коли во голем број, што значи дека има мешање на фекални води, Ешерихија има кај секој. Обвинителството башка нека сите ровината да може и овие резултати и да побара дополнително. Меѓутоа да нема никакви резултати денес, 8 дена, да се знаат и да се молчи, е кривично дело, ова најодговорно го кажам. Бидејќи се загрозува здравјето на граѓаните. За да разберат гледачите подобро, еве ќе дам пример на еден пациент кој лежи во болница, има сомнение дека е отруен. Меѓутоа, не се знае со што е отруен. Денеска знаеме со што е отруен. Лекарот може да му даде противотров и да го спаси. Меѓутоа, обвинителството вика нема да ви, не дозволуваме да го знаете. Резултатот ќе видиме. Додека они гледат, пациентот може да умре. Како може да стави здравјето на пациентите позади некаква систрага? Која апсолутно може да паралелно. И што ќе се случи ако се каже дека некој вирус или некоја бактерија се причинители? Што од криењето на тоа некој ќе добие да скрие и така натаму? Ништо не може да добие. Значи нема никаква логика ова. Јас сум зачуден и реков дека после ова сакам да престанам да коментирам, бидејќи има граница на која може да се коментира нешто. Денеска подитно треба да се соопштат резултатите до здравствените власти, до докторите во Гостивар и да се преземат хитни мерки согласно на тие резултати. Обвинителството нека си работи понатаму. Но кај испаѓа дека да не било обвинителството, немало да има никакви примероци земено. Дали може да сватите на илјадници болни? Повелете. Значи да резимираме, поентата е дека истрагата кривично правна треба да си тече на една страна, меѓутоа од друга страна треба да се преземат мерки за заштита на здравјето на граѓаните, особено преку сите овие резултати на анализи и сите останати други медицински активности кои се одвиваат во моментот. Да, секој одложување може да влијае на здравјето на животот на тие граѓани таму. Нема зошто да се одложува. Ако треба да се прочисти водоводот, треба тоа денеска да се почне да се хлорира ако е бактерија, ако е вирус и така натаму. Значи се тоа треба да се преземе веднаш. Ако треба некој специфично лекување, за специфичен наод, треба да се преземе денес. Денес треба да се каже кој е причинител. Това веројатно можеме со сите апарати што ги има држава, а ги има многу, да ви кажам, микробиолошки и токсиколошки, 8 дена да кажеме од што оболеле пациентите. Па после да се видиме дали е тоа водата најверојатно или нешто друго.
Значи, крајно време да го знаете резултатите и да не им ги даете на здравствените, на докторите што лекуваат и на епидемиолозите, тоа не можем да го разберам, стварно. Никако не можем да го разберам. Има ли таму некој човек да им каже, луѓе, што правите? Какво обвинителство, какви глупости? Лечете ги луѓето. Каква врска има истрагата си е башка. Извинете вака емотивно, меѓутоа или вака ќе расправам или треба да замолчам, или ќе треба да замолчам. Бидејќи гледам моите колеги очигледно замолчале. Задолжително. Не знам кај се после. Задолжително е да се објават резултати, без разлика дали станува збор за истрага или не, бидејќи за тоа има определен правилник, законско решение кое задолжува во интерес. Нормално, како може се главна во секоја болест и во секоја епидемија, во секоја да се најде причинителот и да се спречи понатамошно ширење, лекување и така натаму. Не може истрагата да го спречи тоа. Не може заради истрага да не умре пациентот, сме му нашли некоја бактерија, сме направили антибиограм, ама не ни го кажуваат кој е. Чекаме обвинител да ни каже, а имаме антибиотик да го излечиме. Така доаѓаме. Уред, ви благодарам многу за овој разговор, професоре. Се надевам дека е некој недоразбирање дека денес ќе ги објават резултати. И ние се надеваме. Се надевам дека и вие и јас погрешно сме сватиле. Не сме што друго да кажем.